Општина Штип ја почна постапката за одземање на беинтегрираната дозвола на фирмата Сансак, која во регионот на Пенуш од автомобилски гуми произведуваше течно гориво, а Државниот инспекторат за животна средина и изрече парична глоба. Раководителот на секторот за инспекцијски работи во општина Штип Тоше Ѓоргиевски денеска информираше дека постапката ја започнале пред 30 дена, откако имале инспекцијски надзори заедно со државен инспектор за животна средина и по добиениот допис од Министерството за животна средина, во кој се вели дека оваа штипска фирма неколкукратно ги прекршува условите пропишани во беинтегрираната дозвола. Значи, околу 30 дена веќе е во постапка, но пак ќе напоменам дека постапката за одземање на дозвола е исто така долга колку што е и постапката за добивање на беинтегрирано. Правното лице Сансак не работи уште од првите констатирани недостатоци кои што беа во 2021 во заедничкиот надзор со Државниот инспекторат. Тогаш јас како општински овластен инспектор за животна средина му дадовме забрана и отклонување на сите недостатоци кои што беа увидени на лице место од моја страна и од страна на државниот инспектор, со што државниот инспектор му изрече глоба на правното лице за управување со отпад, а јас како овластен општински инспектор му дадов забрана за работа Инаку Државниот инспекторат за животна средина и просторно планирање пред 2 дена ја објави одлуката на Основниот суд во Штип, која има изречена парична глоба за правниот субјект и за одговорното лице за затекнатите буриња со течно гориво во кругот на фабриката. Паричната глоба изнесува 1750 евра, од кои 1500 за правниот субјект и 250 евра во динарска противредност за одговорното лице. Сансак подолго време не работи, а е лоцирана во атарот на Пенуш.